Пајакот за една седмица крена од 155 непрописно паркирани возила на територија на општина Центар. Имено јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје. Во периодот од 9 до 15 декември 2024 година, со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 155 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, информираат од општината. Оттаму нагласуваат дека јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка со цел да се доведе во ред сообраќајниот хаос и проблемот со непрописното паркирање на комерцијалните и резидентните паркиралишта и улици на територијата на општина Центар. Јавното предпријатие Водовод и канализација известува дека во сабота ќе го затвори главниот градски цевковод што се наоѓа во кругот на касарната во скопската населба Ѓорче Петров. Причина за затворањето е санирање на дефектот поради кој неколку дена има излевање на вода на улицата Никола Парапунов во населбата Карпош 4. Од градското предпријатие велат дека имаат изготвено сложен оперативен план за санација, а покрај оваа локација опфатена е поправка и на уште 3 дефекти на затварачи по должината на главниот цевковод, и тоа на потегот од кружниот тек во Ѓорче Петров до раскрсницата на булеварот Партизански одреди со улицата Никола Парапунов. Со реализацијата на овој зафат покрај тоа што се врши санација на овие дефекти, од предпријатието велат дека директно ќе се намали загубата на вода од нивно протекување и ќе се овозможи ревитализација на потегот од Ѓорче Петров до Карпош. Со воспоставување на зони како адекватен метод за контрола на загубите на вода, се овозможуваат услови за значително редуцирање на времето потребно за санација на дефекти, а овој зафат е дел од фундаменталната стратегија во намалување на загубата на вода во водоводниот систем, додаваат од Водовод и канализација. Општина Центар во соработка со берберниците Арера, Мистер Бербер, Попај, Цимер и Тоше Станче кои работат на територија на општината, во среда на 18 декември организираат голема хуманитарна акција "Се шишаме и донираме", за да донесат радост онаму каде што е најпотребно во пресрет на новогодишните празници. Имено сите мажи кои на овој ден ќе се шишаат или бричат во некоја од овие 5 берберници, паричните средства што ќе ги платат како услуга ќе ги донираат во хуманитарни цели. Ги поканувам сите скопјани да бидат дел од оваа убава хуманитарна иницијатива, која ќе биде надеж за нечиј живот. Центар е солидарна општина која се грижи за сите граѓани. Ајде заеднички да создадеме подобри услови за оние на кои им е потребна нашата поддршка. По пресрет на новогодишните празници, хуманоста нека не сближи, истакнува Герасимовски. Акцијата ќе трае во текот на целиот ден и е отворена за сите оние кои сакаат да придонесат за доброто на својата заедница. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски заедно со своето семејство вчера се дружеше со многу дечиња и родители на Бадниковата работилница, која општина Кисела Вода ја организира во пресрет на манифестацијата Бадникови поворки 2025. Дечињата изработуваа божикни ѕвезди и ја учеа песничката Вечниот Бог, како вовед во божикните празнувања кои се пред нас. Бадник и Божик се време за семејството, љубовта, заедништвото и радоста. Време кога сите заедно подсетуваме на важноста на верата, надежта и љубовта. Тоа се вредности кои сакаме да им ги пренесеме на нашите најмлади, бидејќи тие се нашата иднина и носители на светлината на оваа голема традиција. Искрено се радувам што денес заедно со вас сме дел од создавањето на овие мали, но многу значајни ремек дела. Ѕвездите кои ќе ја символизираат светлината што ја носи Божик во секое дом и срце. Ви благодарам на вашата посветеност, на вашата енергија, на тоа што заедно градиме заедница која ги почитува и чува нашите традиции, истакна првиот човек на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски. Во контекст на сериозноста со аерозагадувањето во главниот град, Сдруженијето за истражување, едукација и креирање екополитики од два иницијатива предложи серија мерки кои треба да бидат усвоени од советниците и градоначалничката Данила Арсовска. Целта на овие одлуки е значително намалување на аерозагадувањето и постигнување на законски зададени граници, кои за краток период ќе бидат двојно или повеќе пати пониски од сегашните, согласно новата ЕУ директива за квалитетот на амбиентниот воздух.
Од иницијативата посочуваат дека проблемот со загадувањето има повеќе извори, меѓу кои согорувањето на дрва, нафта и мазут за грејење, како и сообраќајот. Од О2 иницијативата предлагаат 7 клучни одлуки: забрана за користење на нафта, мазут, јаглен и други загадувачи за грејење, филтри за согорување на дрва, зелената налепница за возилата. Од октомври 2026 година ќе се дозволува сообраќај само на возила од прва еколошка категорија во денови со висока загаденост на воздухот. Забрана за користење на мазут и други енергентни материјали во индустријата. Мерката ќе се применува од 2030, а компаниите ќе имаат можност да аплицираат за субвенции. Видеонадзор на палењето на отпад и прашината во градот, бесплатно собирање на органски отпад и компостирање, мониторинг на градежните работи. Со ваквите мерки се очекува значително намалување на загадувањето и побрзо усогласување со европските стандарди. Од О2 иницијативата апелираат до советниците и градоначалничката да покажат зрелост и да ги усвојат овие одлуки, што ќе биде од најголема важност за здравието на граѓаните и идните генерации. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rastu te sni. Večno